Што да кажам? Прво, законот кој што се предлага е фин, среден, скоскан и така натаму, ни приближно не е направен. Заменик министр, тој е крајно ретрограден закон. Тоа е потврда на замаглениот ум во кој што се наоѓа владата. Не знае што прави. Малку ли би се ингеренции таму во економија, па уште и овде да се мешате. И на крај правите задруга за фотоволтаици или за енергетика. Кај би е поентата? Жртвувате земјоделство за енергетика. Воопшто не сум задоволен не од законот, туку од концептот кој што ги има владата, затоа што не враќа во 2002 година. Кога се работеше во буквално едни замаглени услови, за да во 2013 година не случајно се изработи законот за земјоделски задруги. Сега ќе се навратам назад. На 19. јануари 1945 година од раселени мијаци во Битола, Лозоровци и Галишани формирана е Митекоп, мијачко-текстилна кооперација која понатаму ќе прерасне во селска земјоделска задруга Кочо Рацин. Првата земјоделска задруга во тогашна Југославија. Македонија има традиција во задругарството, особено во земјоделското задругарство. Може би во одреден временски период не било тоа задругарство на, да речем, доброволна основа, па оставила траги, да речем, во свеста на македонскиот земјоделец да има отпор кон здружувањето. Самото здружување не е измислица на Југославија, тогашна, тоа е инструмент еден кој што го имаат применето сите либерални економии во целиот свет. Но во бившата Југославија биле мудри, паметни, да може да го пренесат во нашите услови. Меѓу другото, Ташко Грујовски е првиот директор на оваа земјоделска задруга и еден од најголемите советници во делот на задругарството на тогашниот претседател Јосип Брос. Значи, толку била улогата висока на земјоделските задруги во тогашна Социјалистичка република Македонија. Не случајно во 2013 година е изработен посебниот закон за земјоделски задруги. Ова сега што се нуди како решение да има закон за земјоделско за задруги кој што ќе го контролира Министерството за економија, дел од одредбите од веќе непостоечкиот закон за земјоделски задруги од 2013 година, тоа се 5 члена, ќе се пренесат во Законот за земјоделство и рурален развој. Знаете што правите? Тој онака е унакажан, тој закон, уште ова му фали. Од еден солиден, добар закон за земјоделски задруги, расипувате друг закон, укинувате трет закон, доносите четврти закон. Хаос. Хаос. Така рекол Брисел, ускладување со директивите. Ви се молам, немојте да не правите глупави. И што ако е така? А не е така. Единствена политика во Европската унија, која што важи за сите членки, е единствената земјоделска политика. И ние излегуваме од таа единствена земјоделска политика, си правиме специјален закон за енергетски задруги. Тоа е суштината. Жртвата на енергетиката е земјоделството. Како што е пренамената на земјоделското земјиште во градежно, од прва, од втора, од трета, патем да кажам и ова што од претходниот закон за средствата од ТАФ,
кои што биле наменети за карго аеродромот, па сега на тоа земјиште таму ќе се градат фотоволтаични централи. Најквалитетното земјиште го пребацивте, го трансформирате во градежно земјиште за фотоволтаици. Утре кога ќе навистина нема да имаме со што да се прехраниме, ќе ги грискате панелите од фотоволтаиците или такви ќе му ги давате на народот. Значи, зошто се направи тој закон во 2013 година? Меѓу другото, прво да допреме до самите земјоделци, заради тоа што цениме дека само задругарството може да има и да обезбеди поквалитетно или дополнително поквалитетно земјоделство и подобро искористување на земјоделската земја, а во исто време и да може да биде канализирана и финансиската поддршка, заради тоа што цел сет на финансиски субвенции се предвидува и се поделија на земјоделските задруги. Сега, во новиот предлог, закон, во членот 3 е предвидено субсидијарна примена, тоа е упатувачка одредба преку која за се што не е предвидено со овој предлог на закон, а се однесува на земјоделските задруги, ќе се применуваат одредбите од Законот за земјоделство и рурален развој. Значи, тоа е капиталниот, од основниот закон во земјоделството, кој што веќе дефинитивно е преоптеретен и е готов за не за измени, туку за нов закон. Ние дополнително на сите тие потешкоти со уште земјоделски, со овие одредби од Законот за земјоделски задруги го оптеретуваме. Нема да биде применлив. Нити па ќе биде овој закон применлив што го нудите, иако кажувам дека е уворен законот. Фино е напишан по глава, све како што треба, малте не како закон за некое си трговско друштво. Во ред. Ама концептот на земјоделството, на земјоделските политики, е доведен во прашање. Ја овде го проблематизираме министерот за земјоделство заради тоа што тој не смел да постапи на овој начин. Земјоделските задруги имаат суштинска улога во земјоделството или требаше да имаат. Ма гледам дека оваа влада не размислува така, еве нека не слуша нас од 2013 година што сме го земале законот од 1945 година. Функционира земјоделските задруги во Македонија. Сега има дополнителен проблем што овој закон за задруги треба да оди паралелно со законот за земјоделство и рурален развој. Каде што меѓу другото, покрај оние одредби кои што ги кажав од членот од 5 члена од законот за земјоделски задруги, има и одредби кои што се однесуваат на базата на податоци во министерството кои што треба да се префрлат во Агенцијата за финансиска поддршка и така натаму. Тој закон ние го сметаме за многу штетен од опозицијата и нема да помине. И овој закон ќе биде вас безвреден, без тој закон. Зошто го кажувам? Затоа што ниту еднаш не најдовте доблест да се консултирате со опозицијата. Белки и ние нешто знаеме, ама знаеме многу повеќе и од вас. А сите овие глупости кои што се направени, верувајте, многу скоро новата влада има да ги поправи. Ова е штетно за македонското земјоделство. Пак кажувам, закон како текст е добар, али е неполезен, безкористен и штетен за земјоделското за македонското земјоделство. Тоа што вие имате други математики за енергетиката, тоа решавајте си ги на друго место. Благодарам.